Опозицијата ги отфрла обвинувањата на парламентарното мнозинство за измените на деловникот за работа на собранието. Според нив, единствен начин да се блокира недостатокот на консензус е преку иронија. Пратеникот на Левица Димитар Апасиев се сомнева дека парламентарното мнозинство подготвува терен за одобрување на договорот со Бугарија преку гласање од далечина. Филибастерингот е еден вид исмевање со процедурата, во суштина да го акцентирате проблемот и да не дадете тој да помине со анимирање на најразлични начини. Мојата теза е дека ова се прави поради штетниот квислиншки договор кој што Заев го договара овој викенд, па и овие денови со Софија. Имено сметам лично дека тие прават шема за да доколку дојде до таков владин договор да го протуркаат преку овој онлайн, преку концептот на онлайн собрание, значи без многу галама, без многу джева да се помине тој концепт. Албанската опозиција има цврст став. Нивна цел е да го блокираат овој според нив неуставен деловник. Регулираме онлайн. Деловникот за работа преку интернет е спротивно на уставот и ние немаме друг механизам, освен со амандмани да ја блокираме оваа измена на деловникот. Се е јавно и транспарентно. Од ВМРО ДПМН вела дека го прават она што СДСМ го направи во 2007 година. На кој начин би поминало онлайн собранието, мене не ми е јасно, затоа што деловникот, односно членот деловникот јасно пишува на кој начин се одржуваат седниците и Уставот на Република Македонија во својот член 69 и во амандманот 10 пишува дека присуството на самите седници е од страна на собранието внатре. Онлайн собрание во моментов не може да се одржи во Република Македонија. На 18 јануари 2007 година, кога владата беше предводена од Никола Груевски во собранието, измената на деловникот беше одобрена без консензус. СДСМ како опозиција во тоа време предложи 5000 амандмани. Алсат обезбеди и некои амандмани на партијата Левица преку кои пратениците на оваа партија иронизираат барајќи од председателот на собранието да го покаже растојанието во километри каде се наоѓа пратеникот што гласа од далечина, а оптичкиот кабел да биде обезбеден од генералниот секретар на собранието. Се уште не е познато кога ќе биде свикана седницата на Комисијата за деловнички мандатно-имунитетни прашања, бидејќи предложените амандмани се уште се обработуваат. Според предложените измени, во случај некој пратеник да биде инфициран со COVID-19, тој е должен да го извести председателот на собранието, кој му обезбедува право на глас од далечина, само откако пратеникот ќе ја докаже својата изолација со решение од надлежен орган.